Платите во јавниот и приватниот сектор треба да продолжат да растат, за да нема поголем одлив на работна сила. Од Сојузот на синдикати вела дека ќе се залагаат за нивно зголемување во приватниот сектор, кој го полни буџетот на државата. Повеќе од 12.000 градежни работници за една година ја напуштиле нашата држава, што ги натера среќата да ја побараат на друго место. Работниците во нашата земја за да ги задржиме единствено е со подобрување на условите за работа и зголемување на платите. Тоа што со сигурност можем да го кажеме дека според нашите пресметки веќе околу 2.500 денари ќе се зголеми минималната плата, имајќи во предвид дека за повеќе од 15% се зголеми просечната плата од почетокот до крајот на годината и инфлацијата на пола, односно порастот на трошоци на живот од 9,4 на половина, излегува нашата математика дека околу 12 до 12,5% ќе се зголеми минималната. Тоа значи дека во март месец, согласно закон за исплата на минимална плата, новата плата ќе биде помеѓу 22.500 и 23.000 денари. Автоматски тоа значи пораст на сите плати во приватниот сектор, имајќи во предвид дека онаму каде што имаме колективни договори, таа плата треба да се множи по коефициентот на сложеност за секое работно место. Меѓутоа и да не беше зголемувањето само на минималната плата, голем дел од работодавачите веќе како да се освестуваат дека нема работници и природно ги зголемуваат платите, имајќи ги во предвид и цените и куповната моќ на граѓаните, но за нас секогаш е недоволно имајќи во предвид дека многу побрзо растат цените и некако пред време инфлацијата ни ги надгризува платите и затоа ќе треба да го следат повеќе трендот на зголемување на плати, како во приватниот сектор, како ќе се полни буџетот, така и на платите во јавниот сектор, бидејќи голем дел од граѓаните не се задоволни од јавниот сервис кој го користат како болници, образование, школство и така натаму, меѓутоа за да бидеме задоволни треба реално и во тој сектор да се зголемуваат платите на тие вработени. Некако економски ќе нас во државата одамна е неиздржливо тоа решение, бидејќи имаме голема вработеност во јавниот сектор и навистина под постојан притисок е приватниот сектор и како да не може веќе да го издржи тоа и се прашуваме кога ќе пукне балонот да навистина голем дел од работниците во јавниот сектор се преструктурират во приватниот сектор и да имаме еден баланс помеѓу тие работници, затоа што сите права што ги обезбедуваме во јавниот сектор за да се наполни буџетот и тие работници ги остварат правата, треба од другата страна многу повеќе да изработи приватниот сектор, а веќе луѓето не може да бидат робови и да изработат повеќе од тоа што го работели до сега. Толку се продуктивни колку што се платени. Ако видите дека во приватниот сектор или ќе го земам секторот градежништво е под 30.000 денари просечната плата, не може да очекувате вие да се попродуктивни од тоа вработените, кога за исти работни места и за исти услови во високо развиените западноевропски земји стигаат до 3-4-5.000 евра плата месечно. Ги споменавте градежниците, се почитуваат ли тие на терен како работници? Градежниците одамна си замина од државата, зборувам за квалификуван и високо квалификуван кадар. Навистина имаме проблем со градежните компании да најдат добри мајстори, добри техничари, инженери, меѓутоа и од тие што ги имаме се засега релативно добро платени, особено во компаниите кои што почитуваат социјален диалог и кои што имаат формирано синдикат. Нажалост, голем дел од работниците кои што работат на црно се уште се во овој сектор, се уште работат на надници и се уште се повредуваат секојдневно, особено во тие прекувремени часови кога се изнемоштени, кога се изложени на овакви надворешни влијанија кои што гледаме. Не е само топло и гладно, туку презагаден е воздухот во Скопје, на градилиштата гледаме дека постојано луѓето се изнемоштени и се случуваат повреди на работа. Минатата година имаше преку 200 повреди на работно место, што е навистина поразителна бројка процентуално земено тоа колку вкупно вработени имаме државата. Имавме преку 20 смртни случаи. Исто така тоа е голем процент од вкупниот број на вработени да загинат тие луѓе и не се вратат дома после работното место, што се надевам дека конечно со нашиот апел ќе се освестат и работодавачите во приватниот сектор и самата држава да не штедат на тие мерки за безбедност и здраве при работа и да вложат онака како што треба во вработените да бидат здрави и безбедни на своите работни места. Со новата методологија, вредноста на синдикалната минимална кошничка порасна за 12.000, со што за декември минатата година изнесувала 56.522 динари, без кирија и кредит. Доколку влези овој трошок во пресметката, тогаш сумата би изнесувала 74.000 динари. За да се покријат месечните трошоци, потребни се една минимална и една просечна плата.